државата во животот на поединецот. И центарот на мене ми е близок, значи десницата како центар и центарот како либерални вредности. Значи, вие ми рековте дека сте били во Америка, pursuit of happiness, значи борањето на собствената среќа, форсирањето на приватната иницијатива, развивањето на собствен бизнис за собствена среќа, кој што би донел, да речеме, до вработување во собствен бизнис, а не во државна администрација. Тоа се делумно либерални вредности, но не во смисол на либерално-демократска партија, ако не сте ги разбрале тие работи, но во смисол на слобода на пазарот, која што е типично десничарска вредност. И тоа во филозофијата е многу јасно дефинирано, проучете го тоа. Значи, вие сте конзервативна партија или не? Не сме конзервативна партија. Напротив, ние сме десничарска и граѓанска партија. Побегнато е од демохристијанството, од и не сакам само една структура по религиска основа да биде дел од партијата и отвораме портите за сите граѓани на Република Македонија, значи без разлика на вероисповед. Ние не сме конзервативни затоа што конзервативизмот што го форсира ВМРО ДПМН со лажни вредности. Сакате ви кажам лажни вредности? Поведете. Например, форсирањето на раѓање на трето или четврто дете, а жена која што е или против абортус, кажувањето на приказки против абортус, а жена која што е трудна да се држи во притвор да го загуби својот плод. Форсирањето на трето и четврто дете, одредена категорија на социјално слаби луѓе во државата го прифаќаат тоа како мерка, бидејќи веруваат од државата и преку телевизиите го пере мозокот трето, четврто дете, толку помош, волку помош. Доаѓањето во ситуација да се укине таков закон и вие пратете ги приказите на граѓаните кои што добиле трето или четврто дете или близнаци како трето и четврто дете, а државата само месец дена претходно го укинала тој закон кој што го рекламираше со години. Тоа не се прави вредности. Ја мислам дека од нив треба да бегаме. Државата треба да најде начин што помалку да се меша во животот на поединецот. И тоа е оној либерализам или она лававо десничарско редување. Либертаријан. Да. Ти партија момент. Сакав да ве прашам Ти партија е крајна десница. Видете, крајната десница и крајната левица се споиле во историјата, тоа е национал-социјализмот. Да. Ние имаме одредени елементи во македонското општество денеска кои што потсетуваат на тоа. И секој новинар, па и вие имате обврска да предупредите дека одредени премногу конзервативни бракеци или наводници однесувања на политичарите и перање на мозок, дека треба да се стопира. За жал, ова емисија е многу кратка, така да ќе имаме многу малку време да обработиме на брзики и други прашања и пет би сакал дека на брз да ги покренеме. Во однос на економијата. Да. Често пати можев да видам на вашиот вебсајт и на вашата Facebook страница дека сте критични во однос на трошењето на македонската влада. Мислите дека не треба да се троши и дека не треба да се задолжува македонското население со оние аранжмани со ММФ и со еврообврзниците. Ке можете ли да ми дали читате економија, дали пратите економски материјали, дали сте запознаени со теоријата на Милтон Фридман и на Кейзиевата теорија, дали можете да ми кажете пример во Европа и во светот каде што некоја држава се обидела да се справи со рецесијата преку немање на јавно трошење? Вие сте во заблуда. Вие сте во сериозна заблуда и немојте да мислите дека неколку книги прочитани по економија ќе ве доведат до решението. Вие треба да ја гледате малку поопстојно позицијата на владата. Дозволете, значи требаше да ја гледате малку поаналитички и доколку смеете покритично позицијата на Груевски во економијата. Пазите што прави Груевски. Ја користи светската криза за оправдание дека треба да се задолжува. На почетокот на светската криза велат дека таа ќе не одмине, бидејќи Македонија е едно острово кое што е економски изолирано и нема да има никакви проблеми. Во меѓувреме се форсира еден проект кој што се сведува на железо и на бетон, кој што тежи според најавите на Груевски 80 милиони, а според моите претпоставки 500 милиони евра, затоа што они сметаат дека како еден столб од индустријата и развојот може градежниството да ги гурне работите напред. И тоа е, да речеме, една претпоставка која што можете да пробате да ја гурате за да ја спасите државата од рецесија. Ке вработите градежни работници, ке вработите пратечка индустрија. Вие во меѓувреме слушате за информација дека една авторка
на тие фамозни скулптури, добила 2,5 милиони евра хонорар за 3 такви скулптури. Тоа не е никакво штедење. Од друга страна, слушате дека Македонија за 3 месеци е задолжена 370 милиони евра, што јас го пресметав и го ставив на Facebook страницата. Значи, тоа се 200 милиони денари дневно, еве нека чуе целата публика, затоа што мислам дека со мачкањето на очи, со Скопје 2014, изборувањето во нејасни економски... Значи, чекайте да завршам за тоа. Значи, во нејасните економски категории изборувањето, светска криза, други се виновни, БДП волку, развој онолку проценти, народот пропушта една многу битна работа, дека секој ден кој ќе стане, секој од овие 2 милиона луѓе во државата е 100 денара позадолжен. 200 милиона на ниво на ден Македонија се задолжува затоа што владата на овој начин ја води политиката. Тоа не е поради субвенциите, дозволете, не е поради субвенциите, вие ги спомнавте. Да. Не е поради ваучерите? Не е поради знаете поради што е? Поради 40.000 партиски послушници во државната администрација кои што мора некој да ги плати. И тоа бидејќи економијата, не, чекајте, немојте, не е коректно ова што го зборувате. Зборувате буквално како портпарол на ДПМН. Не, јас разговарам со вас. Гледайте, не е работа дали некого ќе примите или ќе отпуштите од работа. Тој што има одговорноста, што знае дека буџетот е во негови раце, треба да знае колку може буџетот реално да покрие и колку економијата може да направи обрт. Оние убија економијата. Знаете ли колку илјадници фирми се затвораат моментално? Знаете ли колку банкроти има во Македонија? Значи, супер, извадете ја бројката ако имате точна. Не имам, да. Значи, што се случува? Во момент да прочитам бројката, па да продолжиме дебата. Ајде. Значи, паника во државата има, посебно во... Како што видат, бројките се немилосредни, па би сакал да ги прочитам токму бројките. Значи, во 2006 година... Не 2006. Да почнеме од 2006 до 2010. Кажете ми оваа година колку банкроти има, односно колку фирми побараме да се затворат. Да ги прочитам бројките, па ќе продолжиме. Значи, во 2006 година имало раст на БДП од 4%, во 2007 од 6%, во 2008 имало раст од 5%. Кога фати рецесијата, имавме пад од 1% во 2009 и пад од исто така 1% во 2010 година. Добре. Додека за невработеноста во 2006 ВМРО наследило 36% невработени, а сега се само 30%. Значи 6% се намалили. Што мислите вие дека овие бројки на Ставревски ако ги читате? Ова се Томененовски, професор на Американски коледж. Што мислите вие дека овие бројки ако ги читате надвор кога ќе излезете на улица некој ќе ви каже подобро дека живее? Значи, некои бројки кои што цело време Ставревски ги врте, гледам дека трабанските телевизии ги прифаќаат. Немаат врска со реалноста. Вие треба да изанализирате колку беше цената на струјата 2006, колку беше цената на водата, какви беше цената на бензинот, колку беа трошоците за храна на луѓето. Реално, пат на животен стандард има многу сериозен. Дали неколку десетини илјади луѓе кои што вие ги сметате дека се намалиле како невработени, а се нагурани како државна администрација, е подобриле ситуацијата? Не. Ситуацијата... Што би направиле вие да бевте премиер со ситуацијата, гледате, кога ќе дојдам во таква ситуација ќе Што требаше да направи Груевски според вас? Ние не требаме хипотетички ситуации да разговараме. Реална ситуација. Не, едно е критика, друго е да се даде решение. Дајте ми решение. Што требаше да направи Груевски според вас? Да. Дали не требаше да го помогне земјоделието? Дали не требаше да ја помогне... Кој е земјоделие? Ма тоа е све она на телевизија вие што го прикажувате како владини реклами. Тоа нема врска со реалноста. Во весникот Капитал имам шанси да прочитам дека од доаѓањето на власт на ВМРО ДПМН 2006 до сега извозот на македонски земјоделски производи е зголемен за 97%. Дали сте запознаени? Значи 97%. И значи вие тврдите дека лозарите се задоволни, тутунарите дека се задоволни, дека не се истурат јаболки по улица кои што не се откупени. Значи не требаше да се помагате земјоделците со 100 милиони. Ама немојте вие сте буквално како штабот на ДПМН. Ама јас барам од вас ваков новинар немам сретно. Ама зошто да не? Јас немам сретнато ваков новинар. Не сте гледали Било Рајли, не сте гледали. Ама не Било Рајли, тоа е сосема друга лига. Треба да вежбате за него. Значи, она што е битно, не е да ми кажувате бројки на Ставревски и она што го кажуваат они како нивно покритие дека нешто работеле. Дали е подобра состојбата во Република Македонија?
Дали со тоа што 40.000 партиски војници се ставени во државната администрација, додовме во ситуација ние да се задолжиме за 3 месеци 400 милиони евра. Тоа мене ме интересира. Кој ќе ги враќа тие пари? Дозволете. Кој ќе ги враќа тие пари? Ќе ги враќа Груевски тие пари или ќе ги враќаме јас и вие? И можеби и вашите и моето дете. И тоа не само овие 400 милиони, туку 2,5 милиарди кои што се вкупно на акумулиран долг од како е дојден. Значи дозволете, тоа не е воден